Животот на пациентите со ретката болест ФАП полека гасне пред очите на семејствата, бидејќи државата не го набавила потребниот лек за нив. Фамилијарна амилоидна полиневропатија му е дијагностицирана на Маријан Велиновски од Струмичко Добрејци пред речиси 2 години, но тој до денес е без терапија, иако лекот во февруари годинава е регистриран во Македонија. Маријан има 54 години и првите симптоми ги добил одамна, но долг пат, многу болнички ходници и погрешни терапии поминал до точната дијагноза. Тоа е пред горе-долу 4 години. 3,5-4 години веќе. Симптомите беа ватоглавица, нисок притисок, изедначување на притисокот. И тука одих повеќе на лекар. Не можеа да откријат ништо. Лекувааме како ме задржава во болница, како прединфарктна состојба. Лежах 3-4 дена тука. Кога идех во Скопје, одех кај Барбов, се погоди. Примама човеко, се фино, без проблем, прегледано, оти договорено, закажено. Прегледаме и закажаме таму неколку испитувања у истиот ден. Со крв, со тие работи, што ги направих во исти момент. И кога веќе он го открија болеста, што е, за да докомплетира болеста, ми закажа да лежам у Скопје 10 дена. Болеста се обидел да ја контролира со алтернативна медицина и здрава исхрана, но без успех. Вели дека неговото тело секој ден е се послабо и додека пристигне лекот, веќе нема да делува бидејќи болеста прогресира. Нема што да убрајќеш, викам, внимание. Само ќе си плюскаш парати, ќе ставаш, нема ефект. Јас пробувах многу работи, и секој вечер седам така на интернет, додека да си легнам, читам разни работи. Нема ништо. Се тоа што сум пробувал, барам кај мене за таа болест, не помага. Организмот на пациент со ФАП не може правилно да ги isfrla групата протеини амилофлоиди, поради што тие ја губат функцијата и ги оштетуваат ткивата и органите. Фамилијарна амилоидна полиневропатија се карактеризира со пропаѓање на органите, а најмногу страдаат срцето, бубрезите и црниот дроб. Кои се опасностите? Ако не го примате во одреден рок, што може да ви се случи? Да останете неподвижен? Да, инвалид. И како оно зафаќа го срцето веќе и се знае. Путuje му јадам. На кај Белата куќа. Вечниот дом. Во Македонија има регистрирано 3 пациенти со ФАП.